Екипата на утринската програма на Алфа телевизија Добро утро секој утро се наоѓа во спортскиот центар Борис Трајковски, поточно во базенот во спортскиот центар Борис Трајковски, каде што нашата денешна соговорничка и гостинка во утринската програма Ирина Трифуновска тренира и се подготвува за сите надпревари. Ирина е првак на Македонија во помлади пионери. Ирина, добро утро. Ти благодарам што ова утро си заедно со нас, со нашите гледачи. Ти од многу малечка почнуваш да пливаш и некаде од твоја 3,5 годишна возраст. Сега си 7-мо оделение во основното училиште Владо Тасевски. За почеток да ни раскажеш твојата приказна. Зошто токму се одлучи за овој спорт? Па јас се одлучив токму за овој спорт поради тоа што мојата инспирација подигна од мојата сестра, затоа што јас нејзија гледав како таа оди на тренинзи и со тоа стекнав желба да продолжам со овој спорт. И од кога почнав со овој спорт, видов дека е интересно и дека ќе имам желби понатаму да се бавам со овој спорт и еве денеска уште се бавам. Имаш сега си во пливачкиот клуб Скопје и си во моментов првак на Македонија во помлади пионери. Што значи тоа? Колку области, односно колку дисциплини има во пливањето и која е твојата дисциплина? Во пливањето има 4 дисциплини, а моја најдобра дисциплина е делфин, а дисциплините во пливањето се крал, грбно, делфин и градно. И да сум државен првак за мене значи дека тоа е гордо затоа што со толку многу тренинзи и толку многу труд вложено се исплати и знам дека сум најдобра и тоа во мене се прави некоја гордост, знам дека јас сум најдобра од сите. Имаш до сега настапувано на многу надпревари, како во државава, така и надвор од неа. Имаш многу награди освоено. Кажи ми, која е за тебе најзначаен надпревар или која ти е можеби најзначајна награда? Па за мене имам две многу значајни награди. Тоа е мојот прв пехар и пехарот што го добив кога ме прогласија за најдобар пливач. Првиот пехар ми е значаен затоа што тоа некако беше почеток на пливањето и ми е значено дека тогаш уште не разбирав што е тоа и бев многу горда на себе, а пехарот за најдобар пливач ми беше горд затоа што за тој надпревар многу долго се подготвувавме и не беше лесно и секој ден одевме на тренинзи, некогаш и по 2 пати и имавме и многу суви тренинзи и не беше лесно да се подготвиме и мојата конкуренција не беше лесна да се победи затоа што од кога го добив пехарот многу бев горда на себе затоа што знам дека сум го направила затоа што имавме цел да го направиме. Ти си многу млада, кажа дека имаш некогаш и 2 пати во денот тренинзи. Одличен ученик си, не ти пречат тренинзите, баш напротив, нешто кога се прави со љубов, претпоставувам дека ти е гордост и љубов ти е да пливаш. Ја пливаш најтешката дисциплина по мене и по многу луѓе, тоа е делфин, така? Тука си најдобра, тука си исто така државен првак. Кажи ми, тебе која ти е најлесна дисциплина, што најмногу сакаш да пливаш? Па јас најмногу сакам да пливам делфин, а најлесно не ми е делфин, но најдобро ми оди, најлесно ми е крал, а најтешко ми е градно да пливам, дека тоа не сум го увежбала доволно, па сега некако потешко ми оди со тоа. Можеш ли да ми кажеш како изгледа еден тренинг? Па, еден тренинг изгледа отприлика доаѓаме 15 минути пред почетокот на тренингот, се загреваме со јаже, со некои еластици, правиме некои вежби, потоа влегуваме во околу 3 часот на тренинг, понекогаш и подоцна, понекогаш и порано, и на почетокот се расплевуваме, па правиме нешто пливаме, па го пливаме како главниот дел тешкото што е, на крај имаме испливување и имаме понекогаш тренинзи на суво со медицинки, па на почетокот почнуваме со медицинки и потоа правиме неколку вежби и на крајот правиме склекови, стомачни, чучњеви, пленкови и тоа. Ирина, да најавиме сега 2 надпревара имаш, едниот е на крај на ноември, едниот е во декември, така? Да. Па надпреварот на крај на ноември е Скопје Open, што е исто така доста битен надпревар и е еден од најдобрите надпревари во Македонија. Имаме исто така и во декември државното правенство, што е исто така битно затоа што
и таму ни е цел да го освоиме другиот пехар за државен првак и тие се уште двата битни надпревари до крај на годината. Кој ти помага најмногу? Може да го споменеме твојот тренер, претпоставувам, и твоите родители, кои што ти се секогаш поддршка, и твојата сестра. Вие сте едно пливачко семејство, ако можам така да кажам, и сестра ти и мајка ти. Кој најмногу те поддржува, кој најмногу те бодри? Па, многу ме бодрат моите родители, секогаш се тука и за мене, и кога ќе нема да постигна најдобар резултат, тие ми кажуваат дека е добро. Мојот тренер исто тука, затоа што ми ги поправа сите грешки, секогаш знае како да ме поправи, ми помага за да станам најдобра. Мојата сестра исто така доста ме поддржува, но исто така имам доста голема поддршка и од моите другари од пливањето, затоа што и тие секогаш ме бодрат додека пливам и секогаш ми кажуваат дека се ќе биде добро и кога нема да биде најдобар резултат и кога ќе биде добар резултат се радуваат за мене и јас се радувам за нив. Си продолжуваш и понатаму со овој спорт, не се откажуваш, нели? Па сакам да продолжам и сакам да направам да пливам надвор од државава и да освојувам некои награди надвор од државата и сакам да продолжам да се бавам, дека ми е убаво, имам некоја дружба и со другарите и сите другари што ги стегнав од пливањето ми се многу драги и плюс спортот многу го сакам. Јас, Ирина, од срце ти посакувам уште многу успеси, уште многу награди, уште многу пати да се вее и македонското знаме околу тебе, кога ќе не представуваш надвор од границите на Македонија и секако твој златен медал да ги краси твоите гради. Јас ќе те гушнам, ќе ти посакам уште многу успех, уште многу да пливаш и да имаме повторно повод да те снимаме и да ги представиме твоите резултати. Фала. Добро утро на гледачите на Алфа телевизија на утринската програма. Пред се сакам да се заблагодарам на можноста Ирина да го каже своето искуство во пливањето. Како родители заедно со сопругот сме огромна поддршка не само на Ирина, туку и на нејзината сестра која што исто така се занимава со пливање веќе 12 години. Пливањето е спорт со кој што и јас сум се занимавала како дете и сметам дека од пливањето има многу придобивки, како здравствени, така и во смисла на целокупниот развој на детето и од социјализација на детето. Се стекнуваат другарства кои што остануваат за цел живот, како што јас имам другари од пливањето и другарки со кои што до ден денеска комуницираме. Е спорт кој што бидејќи индивидуален, значи бара многу жртви, бара откажувања. Ние сме поддршка во секоја смисла на зборот, значи од носење, земање на тренинзи, поддршка на надпревари на трибини, не само во државата и надвор од државата кога одат на надпревари, за сите припреми, за целокупната опрема која што им е потребна за пливањето, значи буквално за се што треба за да они можат да го дадат својот максимум.